Јулија. Ете, најдраги мои, после го одгледавме прилого, значи со нашата драга ангелица Вања и благодарам многу и ја поздравувам. Инаку да знаете, Вања живее во Јордан, тоа го видовте од видеото и секако дека таа е многу среќна заради тоа што замислите дури во Јордан ја гледа нашата емисија, го гледа нашето заедничко будење, драги мои. И еве сега Вањушка, поздрави од тука од студиото до тебе. Па се надевам дека во некој од емисиите ќе можеш и да се вклучиш. А, драги мои, еве, откако ги изгледавме рекламите, значи сега сме во живо во студиото и тука се веќе наместени моите гости. Јас ви кажав дека ќе имаме еден ексклузивен гостин кој што навистина и тоа како вреди да останете покрај малите екрани и да го погледнете неговото гостување, затоа што ни доаѓа дури од Таџикистан. Имено станува збор за доктор Тохири, за кој што вие овие изминати емисии веќе имавте можност да го запознаете, бидејќи пуштавме некои кратки видеа со него. Но еве го сега и во живо човекот кој што многу ме испочитува, кој што на моја љубов, на моја покана дојде значи во Македонија, за да ни ја пренесе древната вештина во медицината со која што тој се занимава, а тој е народен лекар или лекар даден од Бога, кој што се ја применува на вистина традиционалната народна дисциплина. И веќе реков дека доктор Тохири е фитотерапевт, мануалист, специјалист по источна медицина, доктор кардиолог, има толку многу уште други занимања, но сето тоа ќе го откриеме во разговорот со него. А со нас исто така имаме и преведувач, тука е нашата Љуба или Љубов, како што реков, заради тоа што презимето и го заборавив, но како и да ќе ни се представи во текот на емисијата, бидејќи со љубов дојде да ни помогне околу преводот со доктор Тохири. И еве, добар ден и добро ми дојдовте, на вистина ми е драго што денеска сте мои гости. Добар ден. Доктор Тохири. Будьте здоровими. Так, што? Добро. Значи, Љубам, еве, доктор Тохири, може би малку вака сега јас сум малку побрза, деки ќе можеш и доктор Тохири посебно да го зумираш. Значи, му посакувам на вистина добре дојде, многу ми е драго што е гостин во Скопје и што на вистина се озва да биде 2 недели во нашиот град, за да може значи да им помогне на сите оние кои што се заинтересирани за неговата работа. Юлия вам говорит огромное спасибо, что вы участвуете в ее программе и что можете помочь людям в течение этих 2 недель, что будете присутствовать в Македонии. Спасибо большое. Я вас всех люблю, кто нас смотрит, потому что где есть слово «любовь», там просвещение. Люди друг друга будут уважать, развиваться. От хороших положительных эмоций мир расцветает. Поэтому я желаю македонским людям здоровья, успехов, удачи, чтобы они в дружбе, в мире, в согласии жили. Ете, драги мои, малку јас побрзо ќе преведувам, заради тоа што го разбирам доктор Тохири, рече дека не поздравува и дека многу е среќен што доаѓа во Македонија и дека каде што е љубовта на вистина таму и разбирањето, бидејќи со љубовта се може се, а без љубовта на вистина не се може ништо и заради тоа тој е тука во Македонија за да споделиме се што е во врска со љубовта која што е на вистина лековите која што е база на се. Доктор Тохири, кажете, значи ќе биде многу интересно за нашите гледачи да слушнеме и покрај тоа што веќе го представивме на некој начин, знаат нашите гледачи, драга Љуба, но еве да доктор Тохири нека ни каже малку повеќе за него и за неговата дејност. Од кога неговата кариера е доста долга, има 40 книги и 17 негови патентирани лекарства, но еве малку поопширно за себе да слушнеме од негова, од прва рака. Расскажите больше о себе, о своей карьере. Хорошо, спасибо. Уважаемые товарищи, я по профессии врач. Как везде пишут про меня, что я врач, писатель, испытатель и производитель. Ви се заблагодарува за покана и кажува дека тој е доктор подолго време, рече се цел свој живот. Так, дека е производител, да, производител. Производител. Толку многу книги напишено и лекарства. Я работал в 3 етапах. Отделение реанимации. Работал во 3 етапа, одделение на интензивна нега. Отделение долечивания.
на одделение на И в понатомошно курортную лекување. систему. И Курорт, санаторија. И санаториумском систем, значи со бањи, со понатомошно Так, лекување. пришел к такому заключению, что чем человек ближе к природе, он быстрее выздоравливается. Здесь природни фактори. Дошол до собствениот заклучок дека колку е човекот поблизу до природата, побрзо заздравува. и повеќе е здрав. Да. Так, поэтому человек является частью природы и надо лечиться природными факторами. Човек се јавува дел од природата и мора да се лечи со природни Я состојки компоненти. принцип в данный момент у меня не лечит, а учит быть людей здоровым. Это начинается внутриутробно и школьной скамейки, чтобы информация правильно попала на оздоровление. Неговата девиза не да се лечи, туку правилно да се учи како здраво да се живее и неговата цел за тоа да се почне да се учи од мали нозе, односно од школската клупа. Так. Наши проекты поддерживаны со стороны президента Таджикистана, России и часть в Казахстане, может быть, и ваши правительства, Значи, чтобы народ был здоровым. И сейчас мы начали рекомендовать именно в школах профилактические фиточаи с целью профилактики глистной инвазии, зуба, различные анемии. Когда дети в школах пьют эти чаи, они уже здоровые. значи неговите проекти ги поддржува Со стороны президента Таджикистана. сите председатели од многу држави, да. земји, и му нуди можност да прикаже фиточаеви на билна основа за ученици, значи веќе да почнат да ги консумират од мали нозе Так, наш проект за од повеќе болести. сейчас в Россию начал под названием «Искусство здоровья». Уже начал государство выделить деньги и идет учеба по всем Русија каналам. веќе одвои од буџет свој за училишта, за да се промовира Неговата методологија, неговата работа. методологија да се промовира по Как, училиште во Русија. когда дети в школе скамейки знают, как сохранить зрение, волосы, зубы, они будут беречь и будут жить 150 лет, самый меньше. Кога веќе децата знаат како правилно треба да го сочуваат здравието од мале нозе, така ќе продолжат да го чуваат своето здраве и понатаму. Знаејќи, значи, да кажеме, преку очите, преку кожата, преку јазикот, тој така кажа. Не, преку- кога ќе знае да ги сочуваат своите очи, Очи, така, да. својот желудник, своите органи, Така. значи кога ќе имат сознание за тоа, веќе сака да каже нема да ги употребуваат. Книга за сила на водата. Значи водата е скапоцена и веќе Водата е поскапа од златото. Да. Многу интересна книга. учениците веќе изучуваат по незе. Значи употребуваат во училишта. И Если человек регулярно, нормально пьет вода, вода это как бензин. В машину наливаешь Да, бензин, да. в человека вода. Для перехода энергии в организм нужно воды. Токму Ако- така. Да, доктор Тохири, драги мои, рече дека навистина организмот му е потребна енергија, а најадекватната енергија е преку водата, бидејќи водата во човечкото тело исто е како и бензинот во автомобилот. Значи, без вода не сме никој ништо, затоа што се знае дека 80% од нашето тело е вода. Но еве, јас сега би му поставила едно прашање на доктор Тохири, бидејќи тој има една девиза да се доживее 100-та година сосема здрав. И навистина е многу прекрасно, интересно, затоа што да се доживее 100-та година денеска е феномен,
но не е неостварливо и знам дека по методите на доктор Тохири, затоа и беше моето познанство со него, затоа што тој е следбеник на Авицена, значи човекот кој што е познат за дневната медицина, а доктор Тохири се смета за негов наследник. Единствен наследник, бидејќи навистина работи по методите на Авицена. Што значи методата Авицена, да ја објасни, за да се доживее 100-та година сосема здраво? Просит объяснить Методика Авицена. Да, методика Авицена и как думаете вы дожить до 100 лет здоровым? Раньше, например, не была техника. Если мы посмотрим в историю, люди жили долго, дружили, все. Диагностику как делали? По глазам, по лицам, по губам, по ногтям, по пульсу, по дыханию и по натуре человека. Да, пред многу години, кога уште не постоела апаратура, современа медицина, определувале болести буквално по човечкото тело, по очите, по боја на кожата, по јазик и така натаму, за да да определат од што боледува и со што треба да се лечи. И определил Авицена свое время 4 натура человека. Значит, горячий, холодный, сухой, влажный. Во Авицена се отвори 4 типа на натури. Да, на природа: суво, мокро, топло и ладно. Ребенок, когда рождается, его натура горячий и влажный. Да, кога се раѓа детето, неговата природа е жешка и влажна. А когда в старческом возрасте, вот седина – это причина того, что уже сухость. Подминати години веќе сувост и ладност. И холод. Да. Седата коса докажува дека организмот е веќе подбираем продукты питания, например, зимой, когда холодно, надо горячие продукты. Это мед, сливочное масло. Значи, кога веќе организмот зимно време и веќе застарува, во подминати години, значи во средна доба, веќе се треба да се трудите да ги употребувате производи што носат енергија, топло, односно мед и се што носи портокалова боја, црвена, топли бои. Значи тоа продукти кои што носат топла боја. Да. А летний период, значит, фрукты, овощи, то, что в природе есть. Да. Поэтому, когда человек имеет знание, будет себя предохранить, он долго будет жить. Значи, човекот кога има знаење за тоа спознавање на ова медицина, ќе живее много подолго и поквалитетно. Например, помидор и огурцы вместе нельзя употреблять. Например, видава дека краставица и домат не смее заедно да се употребува.